Почитувани гледачи, добре дојавте во ова издание на Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка на македонски јазик, посветено овој пат на американската политика кон Македонија, со посебен акцент врз преговорите за името со Грција. Поддршката е константа на американската политика кон Македонија од времето на Џорџ Буш Постариот. Меѓутоа, кога станува збор за името и преговорите со Грција, само интензитетот на интересот на американската администрација се менува. Преку актот на американската администрација на Буш Постариот во 1991 година, во кој пишува дека територијалниот интегритет и суверенитет на новата творба која излегува од поранешна Југославија е национален интерес на САД, па се до денеска може да се забележи константа во односот кој Соединетите држави го имаат кон Република Македонија. Но за разлика од 90-тите години, кога присуството на САД беше пренагласано, домашните експерти истакнуваат дека по Букурешкиот самит во 2008 година Америка е многу помалку присутна во нашата надворешна политика, па дури во контекст на спорот со Грција. Нивното најголемо инволвирање во спорот со името беше прети по Букурешкиот самит, подсетува професорот Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО. Можам да ви кажам, комплетната администрација, начело со тогашниот американски председател, ги знаеа, до толку да ги знаеа, деталите ги знаеа во спорот. И нивните највисоки представници, например Кондолиза Рајс, претходно беше Колин Пауел, беше Стивен Хедли, беше советник за национална безбедност, тие кои разговараа по телефон со нашите политички првенци, лидерите во Грција, зборуваа за детали околу спорот. Денеска Америка не е на тоа политичко ниво инволвирана, таа повеќе, да кажам, ги следи активностите кои ги преземаат други актери, кои се пред се од континентална Европа и пред се тука мислам на Германија. Една од причините поради кои се смета дека присуството на американската дипломатија е символично во различните спорови во овој регион и пошироко е слоганот на актуелната администрација на председателот Доналд Трамп. Клучниот слоган на Трамповата кампања беше Америка на прво место или прво Америка. Тоа подразбира извесна доза на изолационизам и внимавање само на нивните национални интереси, значи како живее нивниот народ, а се останато е под точка 2, 3 и така натаму, под точка разно, да не кажам. Значи, не само Балканот, и европските сојузници сега се многу подолу на скалата на надворешно-политичките приоритети на Трамповата администрација, иако ние историски гледано имаме добри искуства како Македонија со републиканските администрации, меѓутоа знаете дека Трамп не беше типичен републиканец. Сепак за Соединетите држави останува стратешкиот интерес, а тоа е стабилизација на Балканот и во контекст на тоа нашето евроатлантско интегрирање, потенцира стручната јавност. Со право се забележува дека блиската и стратешка соработка помеѓу Соединетите држави и Република Македонија не е од понов датум. Низ историјата познати се примерите на американски позитивен приод кон решавањето на бројни прашања поврзани со проблемите на Македонија. Во сите овие години од осамостојувањето на земјава, видлива е американската поддршка во процесот на спроведување на реформите во земјава преку разни програми од присутните невладини организации, но и преку активностите на американската амбасада. Вашингтон треба да го искористи своето влијание врз Македонија и врз Грција за да се реши спорот за името, пошто Македонија треба да стане членка на НАТО и на Европската унија, сметаат аналитичари во Соединетите држави. Американски аналитичари изразуваат задоволство за заживување на преговорите за решение за името, иако се предпазливи оптимисти. Амбасадорот и советник за меѓународни прашања Френк Визнер вели има добри и лоши вести околу решение за долгогодишниот спор. Добрата вест, двете страни се доближија за многу прашања, но има сериозни предизвици. Дури и утре двете страни да постигнат договор, ќе треба многу време, недели, месеци, пред да почне процесот за влез во НАТО и Европската унија. Нема брзо решение, туку многу работа. Експерти коментира дека САД и ЕУ треба да ги дефинираат нивните стратегии да го обноват партнерството во поглед на поголем ангажман на Западниот Балкан, како и да спречат руска пропаганда. Влезот во НАТО и во Европската унија мора да биде приоритет за Македонија, велат американски аналитичари. Тие коментираат дека Соединетите американски држави мора да го искористат нивното влијание врз Македонија, но и врз Грција, за да истакнат важноста за решение на спорот. Поранешниот американски амбасадор во Србија и председател со институтот East West во Вашингтон, Камерон Мунтер,
ја издвои Македонија како позитивна приказна од Балканот изминатиот период. Изгледа како Македонија и Грција да се близу до договорот. Тоа покажува дека во регионот може да има атмосфера на соработка и може да биде пример како работи тоа на подобро. Гледаме различни приказни. Добра слика за Македонија, застрашувачка слика во Босна, за Србија и Косово и покрај проблемите оптимизм дека се движат во добра насока. Александар Вершбол, заменик генерален секретар на НАТО и аналитичар во Атлантскиот совет, се осврна на руското противење за ширење на НАТО и приемот на нови членки. Русите се веројатно поупорни, безкрупулозни во методите. Долг период се обидуваат да ги обесхрабрат земјите Западен Балкан да станат членки во НАТО. Македонија сега е главна мета, поради можноста за решение за прашањето за името со Грција. Во меѓувреме, најголемата и најбројна организација на диаспората во САД ОМД излезе со жестока реакција за отфрвање на можноста за промена на уставното име на Македонија и евентуален нов атрибут за македонскиот народ. Тоа беше се во ово издание на Хоризонти, заеднички проект на Радио Слободна Европа и Гласот на Америка на македонски јазик. Во ова издание се осврнавме на американската политика кон Македонија со посебен акцент врз преговорите за името. До гледање.